Речиси десетини години го крстарам Демихисарскиот регион, кај народот попознат како Железник, кој се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северозападно од Пелагониската котлина, околу горниот слив на Црна река, кој воедно представува периферно подрачје на Пелагонија, чија источна граница на ова област поминува по планината Бушава, а западната по стратовите на Бигла, Плакенска и Илинска планина, протегајќи се североисточно до Древник планина, чија нејзина јужна граница завршува кај Бучинското кале, поточно речено на местноста викана Алпомена, каде што Црна река својот речен тек го продолжува низ Пелагониската котлина, кој се вбројува во средно големите региони во Република Македонија, каде што живеат околу 10.000 жители во два урбани центри, градчето Сапотница и градот Демихисар и 40 селски населби. Безброј пати сум ја поминувал сообраќајната патна делница Р1305, попозната како сообраќајна магистрала Кичево-Битола, и сообраќајната патна делница Р1306, попозната како сообраќајна магистрала Прилеп-Кривогаштани-Бучин-Демир Хисар, и југозападниот крак на сообраќајната патна делница Р1306, попознат како сообраќајна патна делница Прилеп-Крушево-Демир Хисар, и по било која патна делница да поминувам кон административниот центар на регионот Демир Хисар, градот Демихисар, секогаш во очи ми наидуваше сообраќајниот патоказ село Сладуево. Овој пат решив да го посетам селото Сладуево, едно од десетината села распослани во Долни Демир Хисар, да се запознаам, така да речам, со неговото досегашно битисување, да дознаам многу раскажани, приказни, митови, легенди и устни преданија, кои намештаните на ова село им ги раскажувале нивните дедовци и баби, а дел од тие приказни, митови, легенди и устни преданија и вам, почитувани мои, да ви пренесам дел преку оваа документарна репортажа. Почитувани мои, моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе овдека во Демихисарско, поточно речено во селото Сладуево. Продукцијата Маријов филм заедно со мојот пријател Драги Миноски ете дојдовме во селото Сладуево за мештаните до ово село да ни раскажат многу приказни за историјата на ова село, кое што нивните дедовци и баби им ги пренесувале, им ги прераскажувале ним. Навистина, овој пат тргнав рано, мощна рано за селото Сладуево, многу порано од вообичаеното, рано изутрина, во првите утрински сати, пред зорите, пред мугрите, пред изгресонце, што се вели, како што вели народот, затоа што за да дојдеш до Сладуево по било која претходно, што ви ја наполнав сообраќајна патна делница, треба да ја поминиш, речиси, сета југозападна Македонија, а за да дојдеш во Сладуево, навистина ќе ти треба добри неколку часа возење за да стасаш во Сладуево. По препорака на мојот пријател, а воедно и долгогодишен соработник на продукцијата Маријово филм, господинот Драгослав Миноски, каде што неколку години заедно со него неуморно ја крстариме Македонија, го одбравме по широкиот и по долгиот пат во правец на селото Сладуево, југозападниот крак на сообраќајната патна делница Р1306, попознат како сообраќајна патна делница Прилеп, Крушево, Демир Хисар, кој поминува низ атарите на селата Осилци, Жулче, Сладуево, Демир Хисар, каде што попатно имавме можност да се насладуваме од колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај, чија човечка рака, така да речам, досега не ја допрела.
Еве денес на овој убав ден со продукцијата Мариово филм и со мојот долгогодишен пријател и соработник Зоран Костевски од Мариово филм дојдовме во еден од најубавите, во еден од најпрекрасните краеви на нашата земја Македонија, во Демир-Хисарскиот крај, поточно во населеното место Сладујево, за да се запознаеме со селото и со неговите жители, каде што ќе имаме можност да присуствуваме на средба со тие жители кои ќе ни ја кажат историјата и минатото на нивното населено место Сладујево. Откако со мојот пријател, господинот Драгослав Миновски, ги завршивме предподојните подготовки, како што вели народот, килисавме во правец на Сладујево од градот Прилеп, движејќи се низ атарите на прилепските села Големо и Мало Коњари, Славеј, Врбјани, Кривогаштани, накачувајќи кон Крушево, низ атарите на крушевските села Врбоец и Алданци, манастирскиот имот на многовековното македонско духовно православно христијанско светилиште манастирот Свети Атанасије, градот Крушево, навлегувајќи низ планинската убавица Бушава планина, поминувајќи во непосредна близина на славниот Мечкин камен, атарот на селото Осилци, во непосредна близина и на манастирскиот имот на многовековното македонско духовно православно христијанско светилиште манастирот Свети Илија, меѓународот попознат како манастирот Журче, атарот на селото Журче, поречиси 70 минути, како што вели народот, лагодно возење од пред сообраќајниот патокас на кој пишуваше село Сладујево, дојдовме во селото Сладујево. Почитувани мои, како што претходно напомнав, пред да дојдеме во селото Сладујево, со мојот пријател, господинот Драгослав Миновски, неколку пати застанавме да се насладиме од колоритната убавина што на овој крај му ја дадила природата, а како составен дел на овој документарен запис, предлагам дел од оваа колоритна убавина, која му ја дарила природата на овој крај, преку окото на објективот на нашата камера, да ја погледнете. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, како што претходно напомнав, во селото Сладујево дојдов во зорите што се вели. На самиот влез пред самото село, пред нивната селска црква Свети Илија, не пречекаа неколкумина селани, меѓу кои Пецо Трајковски и Гоце Трпчевски, попознат меѓу пријателите и мештаните во ова село и во цел Демир-Хисар, попрекарот Тито и Кирил Ангелевски Стерија. Откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме кои сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, си го почнавме муабетот на долго и на широко, и урез и ухрез за селото Сладујево, за неговото постоење, за неговите селани, за историјатот на селото, за маките кои ги поминале селаниве од ова село, од далечното минато, па се до ден денешен што се вели. Редно е да ни дојдеш на гости во нашево село. Денеска ние ќе те причекаме и ние ќе ти бидеме домајчини. Ајде со нас, наши сме, како нашта ја сапиме, како домараден да се во селово, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види
да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да ни завиди сиот свет, какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде, ми велеа моите домаќини од селото Сладуево. Зоране, имаме еден предлог, приказнава за нашето село Сладуево да ја започнеме од овде, од нашава селска црква Свети Илија, а како ќе врвиме ни секое селско сокаче, секое селско патче, ни секое мало, така ќе ти ги раскажеме многуте приказни што ни ги раскажувале нашите дедовци и баби, ми велеа тие. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Овде ќе се најдуваме пред црквата Свети Илија, која што е осветена, темелите се осветени 2007 година со формирањето на иницијативниот одбор на црквата. Се почнува градбата. До покривање на црквата имавме донација од еден американец кој сакаше да остане анонимен, благодарение на мојот брат, покоен сега. Ги пуштијаме историите тука, изградивме до тука, понатака почнуваме со собствени средства, така речено. Стигнавме до фрескописот, во олтарот се исцртани иконите, односно фреските, а до тука се пари кои што ги имавме собрано од селаните и од некои донатори, а другиот дел во празниот простор на црквата е донација на нашите соселани и луѓе што се одселени од нашето село. За црквата имаме поголема историско кажување со тоа што за време на Туско овдеки постоеле двајца бегови кои што владееле со сето ова земјиште во околината на село Сладуево, заклучно со Журче, Прибилци и Граиште, Белче, со тоа што овие што били исполжите, нашите православните, покажале иницијатива да се изгради црква и имале прибрано материјал кој што сакале да ја почне градбата на црквата, меѓутоа биле попречени од страна на турците, затоа што наспроти Сладуево се најдува селото Прибилци, каде што бил и Мудуро. Така што му рекле дека градете ја црквата кај што сакате, само овдеки немојте ради овие причини, ради Мудуро. И таа црква е изградена во село Журче и ден денеска постои како таква. Таа црква Богоровица била наречена и во историски архив постои како црква на село Сладуево, меѓутоа е во село Журче. Сега, иницијативата кога ја покренавме, бевме во многу слаба инвестицијска положба. Она што го кажав претходно, се дојде до покривот, благодарение на наши донатори, наши одселени. Покривот се стори, внатре иконописот е извршен, со тоа што сега ни останува најглавното иконостасот и иконите во него, кои што чинат големи пари, односно 10.000 евра дрвенаријата на иконостасот, за кои што имаме понуди, и 5.000 евра се иконите кои што треба да се нацртат. Па затоа, еве како некој апел кој што до нашите бизнисмени, да речем, и наши сограѓани, кој може да донира, да ни помогне во изградбата. Можем да се пофалам, пошто 2007 година која осветивме црквата, за разлика од време трајањето на изградба на една ваква црква, одат доста години, ние сме во напредна положба. За овие 11 години постигнавме, така речено, многу. Меѓутоа сега сме во таква криза што не можеме да продолжиме. Во времето на Отоманската империја, Мудурот, така да речем, наредил, наместо во Сладуево, да направите црква во селото Журче. Во вековите што изминувале, каде се вршеа обредите, венчавките на свадбите, крштевите на децата? Тоа сето се одвиваше во соседните села, претежно велам во село Граиште и село Слепче. Немам сознание дека во матичната, да речем, црква во Журче дека се вршиле такви обреди, меѓутоа за покојните се работело, да речем, на примитивен начин од дома до гробиште. Да, доаѓа свештеникот, така. Да, свештеникот. Така. Овде ке сега исто така, освен што
И стварно убав изглед ова има наши македонски христијански православен духовен храм. Спомнате дека и го видовме докаде е изградбата на живописот. Може да ми кажете кој е ктиторот, кој е мајсторот, така да речам, кој што ги слика да го прави живописот? Тие се фамилија Лачковски од Битола, таткото Любе, синот Златко и ќерката Сонја. Вредни раце, морам да ги пофалам, за кратко време и со големо расположение, со благослов, да речем Божи, стигнавме до тука благодарение на Алиф, фрескописот го видовте, ми се чини дека ги задоволува сите критериуми на еден храм. Која беше мотивацијата да бидете вие член на црковниот одбор, да ете така се зафатите да го ставите овој храм на сите генерации кои што ќе доаѓаат по потекло од селото Сладуево? Тоа беше причина што ние како село бевме единствени во Македонија што немаме црква. Односно, нашата црква била на времето отстранета и имало и порани иницијативи, меѓутоа немало ентузиисти кои што можеле да го покренат прашање и затоа ние го формиравме тој одбор и со помош на, да речем, на сите оние кои што беа во одборот, кои што денеска еве не се присутни, успеавме да стигнеме до тука. Ке може ли да ни ги спомните имената и презимината на членовите на црковниот одбор? Како председател на црковниот одбор се најдува свештеник кој што сега се изменети, поп Диме во Битоле моментално. Во црковниот одбор се најдува 7 души, тоа сум јас еден, Васко Трајчевски, Гоце Трпчевски, Миле Ивановски, Слободан Василевски и тие сме тие што го почнавме нештото. Почитувани мои, пред да ви ги раскажам многуте приказни што ми ги раскажаа мештаните од селото Сладуево за нивното родно место, предлагам во продолжение на овој документарен запис да ви пренесам дел од моите досегашни сознанија за ова демихисарско село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Првпат селото Сладуево во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и шитија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаел IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Сладуево припаѓа како имот на македонскиот христијански правословен, духовен, благодатен многовековен бисер Свети Јован Претеча, меѓународот попознат како Степченскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за Степченскиот манастир.
Сладуево се најдува на раскрсницата на џадето Битола Кичево, односно Сладуево Крушево. Од Битола сме оддалечени 27 км, Кичево 45, Крушево 20. Местоположбата е негде на надморска височина од околу 700 метри. Селото од кога потекнува и како, немам податок, и покрај тоа што постарите ги прашував, не најдоне таков податок. Меѓутоа се работи за село во кое биле двајца браќа турци кои го поседувале сиот овој чифлик, од кој едниот се викал Елмас и дедо му ги има купено тој чифлик, и од тогаш село почнува да се населува. Домородци, да речем, поранешни, не знам кои биле фамилии, меѓутоа се дојдени од Гранчари, Ресенско, преку Слоештица. Во тоа време се знае како биле битките со османлите. Така што овде ки се населени од Вардино, Света, од Идинаковци, и да не набројувам, Големо Илино, моите се дојдени. Селото брои вкупно 27 куќи, од кои 19 се активни и околу точно 52 жители во моментов, а на времето околу 780 жители бројало. И вселени во странство многу нема, меѓутоа сите се по градиштава појдени во Скопје, Титово и така натака. Во пишаните отомански дефтери селото Сладуево се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1468 година под името Сладовче, каде што живеат 5 домаќинства, сите рисјански. Во овој дефтер запишени се следниве фамилии: Никола Арбанаш, Стале, Гино, кој бил син на Никола, Пео, син на Ѓорѓија, Кожуваро Стојан и вдовицата Крајина. Во овој отомански дефтер исто така за селото е запишано дека во него живеат 5 рисјански фамилии со вкупно 25 жители, кои годишно биле задолжени на султанот да му исплатат 225 акчиња. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишано следното: рисјаните од селото Сладуево поради лошата жетва, купниот данок од испенџе, кое селото требало да му го исплати на султанот во износ од 1225 акчиња, данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овеси и рж и од улиште 68 акчиња, а од ушур од овоше 10 акчиња нема да го плати. Во пописниот отомански дефтер од 1537-1538 година, кој се води за данокот на немухамеданските домаќинства за битолскиот вилајат, селото Сладуево е запишано како Сладовци. Во пописниот отомански дефтер од 1568 година во селото Сладуево живееле 45 рисјани. Според пописниот отомански дефтер од 1608 година, покрај 40 демихисарски чивчински села, како Чивчинско село, припаѓало и селото Сладуево, како дел од големиот вакуф што го поседувал битолскиот паша Ахмет Паша. Во втората половина на 17 век селото Сладуево му припаѓало на тимарот Омер бег, кој бил син на Илјас бег. Во овој период целата територија била поделена на следниот начин: чифлик на Турук бег, чифлик на Хисар бег, чифлик на Мехмед бег, син на Али бег, чифлик на Мустафа ага и чифлик на Хамза ага. Во отоманскиот дефтер од 1861 година, кој се однесува за селото Сладуево, е запишено дека границата на вакуфот на битолскиот бег Бозгуш бег се простирала до Сладуево, а му припаѓал на битолскиот вилајет. Сладуево е запишено и во пописниот отомански дефтер од 1862 година, кое му припаѓало на тимарот Иса бег, во кое живееле 13 домаќинства. Пред крајот на турското владење, чифлик Сајбија, наречиси 40-тината чифлици во Демихисарско, каде што како чифчинско село, селото Сладуево му припаѓало на тимарот Омер бег,
каде што овој чифлик Сабија ја изградил и кулата во селото Сладуево, од која само делумно постојат остатоци во дворното место на семејниот род на Деспотовци, каде што околу оваа беговска кула своји живеалишта имале изградено чифчиите кои работеле на овој чифлик, а од 1912 па се до 1920 година од наследниците на претходно споменатиот бег денешните мештани од ова село си ги откупиле денешните имоти. Еве е таа кула, што се однесува до кулата, таа е оваја која сега е пренамерета во штала, односно плевна, и тука е делено на две. Едниот брат живеел во овој дел, другиот во тој дел таму, така што фамилите на Кристовци, односно на Гоце и нашата, ги купиле тогаш, ги поделиле и тука сме во заедница со ними. Ти кажал ли твојот дедо за колку пари го купил ова? Јас го испрашував него да направиме на споредба према цените на стока и така натака. Во тоа време и денесно? Да, така? пошто и тој не сам не знаеше да каже колку. Меѓутоа ми рече дека со тие пари што ги дал овде за имотот што го купил, можел да ја купи половина битола кога се и вселувале турците. Дека селото Сладуево на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Сладуево на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепското поле, издадена во Белград во 1979 година, за селото Сладуево го забележал следното. Селото Сладуево се разпостила во равничарскиот речен слив на Црна река, на самата крстосница, каде што се вкрстуваат патиштата кои водат према Горни и Долни Демирхисар, кон Крушевско, кон Прилепско и Битолско поле, на само 10 километри од општинскиот центар Демирхисар, на самиот зачеток на Демирхисарското поле. Сладуево е село од збиен тип. Куќите се наредени една спроти друга, групирани во 3 мала, горна, средна и долна мала. Во селото живеат 100 жители. Дека селото Сладуево е моќно старо село, говори и археолошкиот локалитет Светец, каде што и денес се наоѓаат материјални остатоци од зидини, каде што според устните преданија на мештаните, тука некогаш се наоѓал манастир посветен на Свети Илија, каде што и денеска може да се видат остатоци од камени шкрилци со различна големина, кои биле носени од непосредната околина и остатоци од мербените столбови, а манастирската црква била содложена од 12 метри, а широка од 5 метри. А исто така, според оваа легенда, првиот чифлик Сабија на ова село, битолскиот паша Ахмет Паша, за потребите за гадбата на својата кула во селото Сладуево го разрунал манастирот. Домајчине, бе, тука си. Ајде, повелете. Чекате гости, чекате. Ракија вариме денеска. А Илија нека е варењето. Добре дојде ми се. Добро ме најдовте за многу години. Здрави, живи, весели. Добро се најдовте. Повелете, Гоце вари ракија, па може и да се проба. А, да ја пробаме преснава ракија. Домаќине, а или е работа? Фала Зоране, да си здрав и жив. Господ здравје ми ти даруват што дојде во Сладуево. Ете, Господе, донесе на денешниот ден на празникот Вера, Надеж и Љубов Така е. во селото Сладуево и ете
Овде како што гледам печеш ракија. Печем ракија, ама прво да ти се заблагодарам што дојде. Значи ние, јас и претходно имам кажувано, изборувано, значи мало село е Сладуево. И некој се сетил, а тоа си ти, Марио филм Зоран, да снимиш ваква емисија за село кое што нема некоја атрактивност. Значи не е атрактивно село што може да се пофали со нешто. Меѓутоа, може да го сними животот на овој човек што живее тоа обичниот граѓанин, обичниот смртник. И фала ти уште еднаш многу. Што е тоа што те влечи овдека во Сладуево? Да биш тука присутен цело време. Водата има чудна моќ, Зоране. Првата вода кај што се напил тат, повторно те влечи назад. Че водата е жива материја. Јас не можам во текот на денот, ја живеам во Демиркица. Меѓутоа, ако не дадам 2 пати во денот, значи пред 1 година почина родителите мои, меѓутоа не можам да оставам имотот, да го оставам што го имам наследено од татко ми, од дедо ми. И останувам повторно овде. Секој ден по 2 пати идам во денот. Ти си семен човек. Доаѓа ли твоите Да. тука? Значи сите тоа е семејно наследство да останат на лозата од дедо ми. Значи ние сме предодредени патриотски, локал патриоти да ја чуваме дедовината и тука ќе умреме. Татко ми се викаше Благоја Шнајдеров. Живеевме од Шнајдерлук, не школуваше татко ми. Твојата мајка како се викаше? Златка. Таа од кај беше родом? Таа беше од на оваа куќа е родена. Татко ми е дојден како домазет од Единаковци. Може ли да се присетиш како дете? Како беше животот во село овдека по патчината со качината? Како не, срцево ми се стега, мене и солзи сами капат по некој пат кој ќе ми текне на тоа време. Добри времења, убави времења. Во нашето село мислам немало училиште. И сите генерации одеа во Пригорци, таму имаше до 4-то ден и таму одевме. После тоа одевме во Демиркица на училиште, од тога кој со среќа за секој настрана. Како ти се викаше учител? Никој пат нема да го заборавам Силјан Груевски. Силјан Груевски беше легенда, покоен сега за жал, лесна нека му е земјата. Строг, меѓутоа педагог, голем човек. Не научи многу. И така, и најмногу што викате вие, најмногу се учи од семејство, од родителите, од дедото и од бабата. Јас се во шега му кажувам на многу луѓе дека дедото е тој, коренот, стеблото, трупот, ќутукот, на кој што раста грамкија, без него ништо. Една порака до сите наши македонци, каде и да се наоѓаат тие, дали е добро да си дојдат дома, да ја отворат оние стари зараѓени катанци? Дома си е дома. Значи дедовината, татковината мора да се чува, да се почитуваат тие вредности на човек. Дедо ми мој, Бог да му душа прости, велеше во куќа селска. Значи може се да има, се да нема. Меѓутоа ракија да немаш, крај. Не си домаќ. Не си домаќ. И јас го почитувам тоа и така ќе остане се додека вака размислувам. Гледаш си го казанот, види ракијата, па ќе пробаме после. Благодарам многу уште еднаш што дојдовте и го снимите нашето село. Од 1913 година па се до 1920 година во селото Сладуево покрај старите семејни родови од турското население кое е во завршна фаза на оцелување во Турција, имоти купуваат и други семејни родови како од блиските соседни села, така и од подалечните села во околината на селото Сладуево. Во селото Сладуево денешните семејни родови се доселенички. Така, семејниот род на Христовци во Сладуево се дојдени од прилепското село Белополе. Семејниот род на Деспотовци води потекло од демихисарското село Големо Илино, а семејниот род на Николовци води потекло од селото Света. Семејниот род на Јовановци води потекло од селото Прибилци, додека пак семејниот род на Грнчаровци во селото Сладуево се доселил од охридското село Грнчари,
а пак семејните родови на Василевци, Мирчевци, Петревци, Трајчевци и многу други во селото Сладуево своји топли огништа имаат свиено повеќе од 100 години. Во 1900 година во Сладуево живеат 50 селани, во 1905 година 80, во 1948 година 160 мештани, во 1953 година 126 селани, во 1961 година 109, во 1971 година 96, а во 1981 година 105 жители. Јас сум Киро Ангелевски Стеријан, роден во село Мургашево, овде денешен Демир Хисар, 1948 година. Моментално сум жител на Охрид, преселен 1971 година и од 1971 година живеам во Охрид. Денеска сум гостин кај мојот пријател Гоце. Разбрав дека се снима некоја документарна емисија за селото Сладуево, па во оваа прилика би можел и јас нешто да кажам за ова село, бидејќи во селово имам и роднини, Гоце ми е голем пријател. Така да, неговата покана ја прифатив со големо задоволство и радост. Што можам да кажам за селото Сладуево? Јас како дете овде доаѓав со моите родители и со баба ми на гости. Ова село го памтам, беше доста живо село. Во тие години се одржуваа мајски смотри во Демир Хисар на 25 мај, наречени младински смотри. Учествуваа скоро сите села од оваа околија Демир Хисарска. На тие смотри учествуваше и ова село со своја игрорна група. За жал, денеска приликите не се такви. Селото е напуштено, остана уште најверните, не дека не можеа да заминат некаде и тие. Меѓутоа љубовта кон татковото огниште ја напишано 2 монографии. Едната е Судбината на Каравиловци, по-конкретно тоа е судбина на мојата фамилија. Неко потекнувам, можам со сигурно да кажем, од музичка фамилија. Откако дете, откако памтам, се занимавам со пеење, а како повозрасен почнав да компонирам и сум автор на доста песни во стилот на македонската народна музика. Ова песна за Билјана, може многу билјани ќе се препознаат. Меѓутоа ова е песна за нашата Билјана. Еве овдека, додека го водиме овој разговор и кога гледам дека солзи радосници се леат кога се слуша овие наши песни, тука до нас е и мојот соработник кој што долго време патуваме низ Македонија и господинот Драги Минуски. Драги, патуваме 5 години, имаме поминато над 300 села во Пелагонија. Ајде, овој твоите импресии. Пред се, сакам да кажам дека еве и мене ме совлада емоциите слушајќи ја ова песна, слушајќи го излагањето на нашиот пријател, композитор, текстописец и талентиран музичар. Меѓутоа, сакам да кажам уште нешто, дека не само овие години од кога јас соработувам со продукцијата Марио Филм, туку и многу порано, сум доаѓал безброј пати во Демир Хисарскиот крај. Секогаш сум заминувал воодушевен од она што ме обкружувало, од она што сум го видел, од убавите планини, од прекрасните шуми, од ливадите, од пасиштата, од водата. Впрочем, овде покрај нас минува и реката Треска, а на 15 Црна река, а на 15 на километри одаде се наоѓа и изворот на оваа река. Значи, ние за природните убавини
за ово овде што царува, што владее во овие краишта, можеме да зборуваме со денови и да останеме и понатаму недоискажани. Меѓутоа, не одбиливе фактот дека Демир Хисарскиот крај, Демир Хисар и сите негови села и населени места околу градот ги краси епитетот на револуционерни места, затоа што овде нема крај, овде нема место, овде нема педа земја од каде што не зрачи револуционерниот дух на славните јунаци, на славните војводи, на партизаните кои што се родиле во овие краишта и кои што го сонувале сонот за слободна и независна држава на македонскиот народ. Морам да кажам дека сонот што тие го сонувале, ние денес го живееме и треба да им бидеме вечно благодарни за она што го направиле, за она што го сториле за овој народ. И секогаш и нашава генерација и сите генерации после нас треба да им даваме почит достојна, да ги споменуваме нивните имиња и да им даваме огромно признание за се она што сториле за нас, затоа што тие всушност и оваа земја македонска ја натопиле со својата крв, за да ние живееме во мир, во благосостојба и во просперитет. Почитувани мои, еве одека, како што реков, продукцијата Марио филм е во селото Сладојево во Демихизарско. Ова овдека прекрасно друштво, овие мои домајчини, кои што не пречекаа овдека, да им се заблагодарам со една порака. Дојдете во селото Сладојево во Демихизарско, да видите што е рај, што е убавина. Ќе ве пречека домајчините со она што го имаат, со лукче, со пиперче, со црвена пипер со сол, ама ќе ве испратат со едно довидување, но пак да не дојдете и пак да се видите. Нека се добро, домајчини. Амин. Добро е.